Значи целта ми е да пружам што поквалитетна услуга на клиентите и да сум достапен што се вика цело време, се со цел да можам да им помогнам на што побрз и поефикасен начин да стигнат до својата цел. Добар ден, добри луѓе, добро дојдовте во моето ново видео. Денес, понеделник, целта е да снимиме еден day in life, значи нема ништо посебно да правиме. Едноставно ќе го снимам цел мој ден со сите мои обврски, оброци, тренинг и така натаму. Денес понеделнички почнувам нов план. Нов план со тренинзи, со тоа што вметнав 2 пати нозе. Значи ќе видите, мислам дека ќе пробам да снимам секој ден кај што ќе го имам новиот тренинг и посебно да ви објаснам зошто е тој тренинг така концепиран неделата и така натаму. Ќе ви ги снимам моите оброци, едноставно се што правам во текот на денот. Денес понеделник немам персонални тренинзи, затоа што денеска го правиме апдейтот за онлайн менторство, односно сите што се на онлайн менторство денеска прават апдейт и врз основа на тоа правиме план за наредна недела. Така да фокусот понеделник ми е на онлайн менторство, каде што тоа го завршувам до крајот на денот и после, од вторник веќе продолжувам со персонални тренинзи. Денеска ќе застанам сега на вага, да видиме колку килограми имам сабајле понеделник на празен стомак и ќе пратиме од недела за недела, како и до сега што пратев. Минатата недела заврши мојата дефиниција, сега полека креаме храната нагоре. Целта е, немам цел поврзаност да стигнам до толку и толку килограми, туку што е можно да речем да биде како lean bulk, значи да не ставам многу масни наслаги и така натаму, значи ќе експериментирам овој пат сам и ќе видиме како ќе биде. Малку се успав денес, така да чувствувам како дека негде треба да брзам, а не треба. Така да, ајде сега да идеме да видиме колку килограми имам и одиме на доручек. Доручек, сите знаете што е овесна каша. И нешто што правам, односно што практикувам скоро секој утро, се трудам да е секој утро, да направам сабајле план за денешните обврски и да имам, да речем, некој редослед по кој што се водам и полесно ми е кога ќе запишам све што треба да направам во текот на денот и одам чекор по чекор и ги завршувам работите, зашто често знае да заборавам и нешто да не завршам и после да се нервирам и така натаму. Така да одиме да се измериме на доручек и се гледаме после. Доручекот спремен е. После доручеков за едно сат време одиме да вежбаме. Нешто ново што воведов е вежбам после доручек, односно од сабајле, се со цел да речем да ја завршам таа обврска уште во првиот дел во денот и потоа да имам да завршувам други работи. Така да ќе ви снимам од тренингот, од секоја вежба по една серија, да видите денеска ќе вежбаме нозе, но со фокус на квадрицепс. Ги поделив 2 пати да ги вежбам неделно нозете, еднаш ќе биде фокус на квадрицепс, еднаш на задна ложа, тоа што се ќе пробам вака понатаму некој подолг период, се со цел да се фокусирам што е можно повеќе на одредена мускулна партија која се однесува за нозе, затоа што кога вежбам комплетен тренинг и задна ложа и квадрицепс и листови се, мислам дека квадрицепс како мускулна група ми одзема многу енергија и многу се трошам и мислам дека не посветувам доволно внимание на листови и задна ложа. Така да одлучив да ги поделам, па ќе видиме натаму како ќе биде. Значи, ова е првиот оброк за денес. Испланирано е да имам 5, така да ќе ви ги снимам сите оброци и се гледаме за едно саат време на тренинг. Да не заборавам, килажата денес е 76 кг. Така да ќе видиме како ќе биде. Одиме неделава со некој вкупен внес од околу 2400 калории
и гледаме од понеделник до понеделник како ќе се менува и вага и на огледало како ќе биде и така натаму. Се гледаме во теретана. Последна серија од првата вежба за денешниот тренинг, тоа ни е хек чучањ. Имаме 3 работни серии од 10 до 15 повторувања. Првата серија направив 12 повторувања, втората 10 повторувања и сега ќе се потрудам да бидат 10, што морам да ги направам 10. Така да последна серија идеме со 120 кг себраени сите 3 работни серии. Опа. Опа. Шопа. Тешко. Може би ми остана уште 1 до 2 повторувања во резерва, ама задоволен сум. Втора вежба за денешниот тренинг е лег прес. Правиме исто овде сега последна серија. Сите 3 работни серии беа со 250 кг. Првата серија идентично како на првата вежба беше 12 повторувања, втората 10 и последната правиме пак 10 повторувања. Последна серија лег прес. Последна работна серија за третата вежба, тоа е исчекор во место. Од оваа вежба правиме 2 серии, 2 работни серии, по 10 повторувања од нога со плюс 30 кг по рака, значи вкупно 60. Идеме последна работна серија по 10 повторувања, значи 10 повторувања десна, 10 повторувања лева нога. Правиме обавезно пауза помеѓу десна и лева нога. Лева нема да ви ја снимам, сега паузирам и се гледаме на четврта вежба. Последна серија и последна вежба воедно за денешниот тренинг што се однесува за квадрицепс. Следната вежба ни е за листови и тука завршува тренингот.
Ова е последна серија, правиме leg extension со максимум тука килажата што е. Првата серија направив 13 повторувања, втората направив 10 и третата идеме повторно на 10. Тука правам максимално концентрирано со full range of motion, значи скроз горе, скроз доле, со темпо. Целта е што повише да извлечам максимум од мускулот. Така да идеме 10 повторувања, последна вежба. Последна вежба за денешниот тренинг, тоа се листови. Имаме 4 работни серии од 10 до 15 повторувања. Сите 3 до сега ги направив по 15 повторувања, со тоа што исто ќе направиме и последната. Имаме додатно оптеретување од 40 кг, рачунаме само тегови бидејќи шипката не знам колку е. Така да, последна вежба за денешниот тренинг и се гледаме на оброкот после тренинг што следува. Тоа е 50 грама кронфлекс и 30 грама протеин. Ќе ви го снимам тоа дома, бидејќи не го носам со мене. Така да, идеме. Работна серија, 15 повторувања. Завршивме со тренинг, еве го оброкот после тренинг, конфлекс, сега ќе го спремиме. Ништо специјално, сипате конфлекс, во овој случај јас имам 50 грама и 30 грама протеин и помалку само додавам вода за да не биде многу течно и полека го мешам. Што се однесува за денешниот тренинг, задоволен сум како испадна. Мислам дека овој сплит ќе ми одговара многу. Дадов, што се вика, максимум, одлична енергија имав во текот на тренингот, контролирано, сите вежби, се по план беше направено, така да задоволен сум. Утре имаме апер, односно ќе правиме само вежби со тегови машини, со тоа што ќе имам по 2 работни серии од секоја вежба и ќе дадам максимум на сите тие. Исто таму имам добро испрограмирано. Што се однесува за неделниот сплит за тренинзи, иде ловер со фокус на квадрицепс, па утре е апер, каде што имаме гради и грб, па среда одмараме, после четврток имаме повторно ловер со фокус на задна лоша. И после петок и сабота имаме стрит воркаут тренинзи. Така да ќе биде интересно. Го спремам ја сега конфлексов, да го изедам на брзина и наредна задача што имам за денес, а тоа е да чистам по дома. Така да денес понеделнички правиме генералка, да завршиме таа обврска и потоа се префрламе најверојатно на апдейт за онлайн менторство, да видиме од клиентите што имаат пополнето извештај, да направиме корекции доколку е потребно и после тоа од 19 часот имаме онлайн видео состанок со нив, каде што сите доброволно кои што сакаат се уклучуваат
и правиме една кратка анализа, односно ретроспектива на минатата недела, правиме планови за оваа недела, за наредната и така натаму. Значи целта ми е да пружам што поквалитетна услуга на клиентите и да сум достапен, што се вика, цело време, се со цел да можам да им помогнам на што побрз и поефикасен начин да стигнат до својата цел. Така да тоа е тоа. Одиме сега да го изедам оброков, спремене на брзина и потоа одиме на чистење. Се гледаме. Помина едно добри саат време од кога последен пат ви си имав јавено кога го правев конфлексот, а може и више. Сигурно поминаа више. Уште немам јадено, значи уште немам трет оброк направено, се заседнав, работев. Само што направив видео, односно веќе тоа треба да излезе на мојот профил затоа што ово видео ќе искочи покасно. Правев видео рецепт со оброк лосос и батат, така да може да погледнете кај мене на Инстаграм профил. Сега ќе одам да готвам оброк број 3, а воено и оброк број 4 ќе бидат компир и пилешко бело месо. Така да, чим сготвам, ви се јавувам да ви покажам како изгледа тоа и се слушаме, се гледаме после. Стигнавме до оброк број 3. Оброк број 3, ево го, компир, пилешко и патлиџан. Туку има околу 350 грама компир и 200 грама пилешко бело месо, со тоа што компирот го направив на еднаш, односно го испеков во рерна. Оброк број 3 и оброк број 4 ми се идентични исти, затоа што така ми е најлесно, спремам однапред, односно кога го готвам првиот оброк, имам и за вториот. Горе-доле така е секогаш, некогаш има мали измени, мада во 90% од случаевите е тоа така. Идам сега да јадам, после идеме со апдейт на клиенти и состанок, така да се гледаме на... Ево го и четвртиот оброк за денес, како што ви напоменав претходно, пилешко, компир, малку салата и тоа е тоа. Главно до сега правев апдейт на клиентите кои што го имаат помето прашалникот, направено е апдейт, спремни се за нова недела. Јас завршувам сега со оброков и имам уште некои обврски да завршам. И најверојатно тоа ќе биде тоа со тоа што се гледаме на вечера. Ќе ви снимам ако имам некои додатни други активности, така да се гледаме. И еве го последниот оброк за денес, вечерата, значи имаме зеленчук, 3 јајца, 40 грама младо сирење и една јаболка. Тука го одјавуваме и денешното видео. Денеска ви снимав, ајде да не речем буквално све што правев во текот на денот. Значи од оброци, тренинзи, што имав обврски, работа со клиенти и така натаму. Горе-доле така се одвиваат, ајде да речеме, повеќето денови од мојот живот. Тука го одјавувам видеото, се надевам ви се допадна, доколку ви се допадна, поддржите го каналот, напишите долу во коментар што би сакале следно да снимам, ова е се некои влогови day in life, кај што буквално опуштено имате како се одвива еден мој ден и се гледаме во наредно видео. Чао!